Растот на бруто домашниот производ од 3,8% за до година е малку пооптимистички. Да се внимава на трошоците за каматите за кредитите кои постојано растат и ни црпат стотици милиони евра од државната каса. Ова се главните ризици за реализација на предлог буџетот за 2026 година, но и за понатаму, на кои предупреди председателот на Фискалниот совет, академик Абдулменав Беџети, во емисијата Бизнис 21. Ние живееме во несигурен амбиент, а сме мала и отворена економија и треба да имаме пресметан ризик за секаква состојба, вели тој. Делот на проектираниот раст да биде по можност пореално од макроекономските амбиенти реалноста, над 300 милиони евра ни коштат каматите. До година ќе биде слично, но 27 година тој износ треба да биде некаде околу пола милиарда евра, само камати. Проекциите се многу лоши во однос на до 2034 година. Беџети кажа дека Фискалниот совет втора година поред не доставува мислење за предлог буџетот пред неговото усвојување во владата, иако тоа е законска обврска. Мислењето на советот ќе биде готово за 4 до 5 дена и ќе биде доставено до Комисијата за финансирање и буџет. Во однос на консолидацијата на пензискиот фонд, за кој секоја година се одлеваат стотици милиони евра од буџетот, Беџети вели остануваат на ланската препорака. Значи, за да ублажите и да влегувате во одредена фискална консолидација на пензискиот фонд, вие имате две можности. Или да ги замрзнете пензиите, или да ги покачувате постепено придонесот, или па да се продолжи векот на работење. И ние не кажавме тоа одеднаш. Беџети е пријатно изненаден од предлог буџетот за 26 година. Документот е подготвен со невообичаен конзервативен пристап во однос на последните 15 години, вели тој. Во однос на намалувањето на капиталните инвестиции кои за до година се проектирани на 650 милиони евра, според него подобро е реално да планираме отколку да не ги реализираме како годинава, но и речиси сите изминати години.